Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Пред 2-3 недели бев во една книжарница и онака разгледував без никаква идеја, некаков план да купам некоја конкретна книга. Кога пред да си заминам, буквално пред да си заминам на една од последните полици, издогледав еден роман кој што не знаев дека е тазе издаден на македонски превод на еден роман кој што го барав подолго време, а планирав да го читам, а тоа е романот Утро и вечер од Јун Фосе. Се израдував што издавачката куќа Арт Конект го издала ова издание неодамна. Преводот е од норвешки на Јасминка Марковска. Се израдував, го прочитав овој роман веќе 2 пати во овие 2-3 недели. Интересното е што ова не е прв роман што го читам од Јун Фосе, а Јун Фосе е минатогодишниот добитник на Нобеловата награда. Че веќе не е последниот, затоа што сега пред 2-3 дена таа награда ја доби една јужнокорејска писателка. Во меѓувреме прочитав неколку дела од Јун Фосе, прочитав еден роман со наслов Меланхолија, кој што беше малку тежок и толку не ми се допадна толку многу. Го прочитав краткиот роман Алис покрај огнот, што е одличен роман. Ја прочитав според мене сјајно дело. Тоа е неговата трилогија. Тоа се три новели кои што тој ги издал во временско растојание од неколку години, споени се во едно дело, и тоа го има на македонски во издание на издавачката куќа Готен. Меѓутоа веќе имам снимено видео за тоа. За таа трилогија можете да го гледате на каналот. Пред некое време ми стигна по пошта, ја нарачав неговата септологија. Тоа е според многу луѓе, тоа се 7 романи ставени во едно издание. Многу луѓе сметаат дека тоа му е ремек дел, дека тоа е магнум опус. Не можам се уште да кажам, затоа што допрва ќе се нафатам да го читам тоа дело, кој што има, мислам, околу 800 страни се заедно. Меѓутоа, читав едно интервју пред некое време и таму Јун Фосе го прашуваат: па има ли некое твое дело кој што ти им го препорачал на читателите? И тој скромно вели: па има една книга што ја напишав, се вика Утро и вечер, па мислам дека вреди да се прочита. И ја исчекува, сакав да ја читам оваа книга и многу се израдував што сега ја има на македонски, плюс е субава корица, елегантно направена. Првото нешто што кога ќе се сретнете со прозата на Фосе може малку да ве фати неспремни е стилот негов и начинот на раскажување. Значи Фосе речиси никогаш не користи точки, користи запирки, што на текстот му дава еден интересен тек, и што можеби потсеќа на тоа како всушност ние размислуваме, како зборуваме меѓу себе во реалноста. Значи, може и малку измамлива да биде неговата проза и да ве натера да мислите дека е банална и многу едноставна и едноставно да дадете погрешен суд на самиот почеток. Меѓутоа, неговиот начин на раскажување, текот на мислата, значи, тоа го кажав во претходното видео, малку функционира како концентрични кругови, значи полека, бавно ве вовлекувам во неговиот стил, во неговиот израз, кога ќе се навикнете и подоцна ќе видите дали ќе ви се допадне, дали не ви се допадне, и меѓутоа потребно е малку време да почнува да действува магијата на неговото пишување. Сега што се случува во овој кус роман од 125 страни, овој кус роман Утро и вечер? Па не се случува ништо, меѓутоа и се случува се. Се случува еден цел човечки живот и утрото е тука метафора за раѓањето, вечерта е метафора за умирањето, за крајот на животот, и буквално овој кус роман е поделен на 2 дела, првиот од некои си 15 на страни и на еден човек по име Олај, жена му се пораѓа и се раѓа нивното второ дете. И ништо не се случува посебно. Се раѓа нивното второ дете и тој се радува што детето е машко и сака да го крсти како неговиот татко, и ќе се вика Јоханес, и ова дете ќе биде рибар и така натаму, и тука завршува приказната. И речиси е невозможно да се направат спойлери за овој роман, иако има нешто што ќе го зацкријам и нема да го откријам, затоа што мислам дека така ќе биде поголем ефектот кога ќе го читате овој роман. И подоцна го гледаме Јоханес и неговиот последен ден од животот. Значи, еден живот помеѓу крајот на првата глава и почетокот на втората глава поминал цел еден живот.
го гледаме последниот ден на овој човек Јоханес, еден ден кој што има еден посебен блесок, кој што е поинаков, кој што ќе го помине со својот пријател Петер, кој што и потсеќа на Петар, нели, кој што стои на портите на рајот и на задгробниот живот и ги пушта луѓето да влезат или не ги пушта. И во текот на овој ден, всушност после прави една реконструкција, ни сцени, не премногу детални сцени, меѓутоа ни дава флешбекови и тоа онака баш како да го плете, како да го везе, онака многу вешто. И тоа е мајсторијата на Фосе. Се навраќа во тој момент, па се навраќа на минатото, на сеќавањата на неговата сопруга Ерна, тоа како имаат 7 деца заедно, како децата се снашле, па неговиот пријател Петер, па на младоста, па на некои сеќавања од младоста, на нивните први влюбувања и така натаму, ловење риба, еден сосема обичен живот, на еден сосема обичен човек. Меѓутоа, во ова кусо видео, во овој кус осврт, она што сакам и всушност не можам да го направам е да направам некаква си анализа на ова дело, затоа што тоа е многу тешко и многу е тешко да се зборува за прозата на Фосе, затоа што од една страна може да си кажете, па тука нема приказна, па тука нема ништо, иако секако има приказна. Меѓутоа, читањето на Фосе е на некој начин повеќе е доживување, искуство, отколку што е некаква си уживање во некаква си приказна или некаков заплет и така натаму. Затоа што она што Фосе, јас се обидувам да размислам како и јас го доживувам читањето на неговите дела и на ова дело, ова кратко кусо дело утро и вечер, на некој начин мислам дека Фосе успева да овие ликови и да самото човеково постоење да го направи уште по-човечно, на некој начин го има одредена нежност и чувствителност, иако зборува тука за умирањето, има некаква, не е тоа некаква сентименталност или прозаичност, меѓутоа има начин, има нешто во начинот на кој што тој раскажува со таа флуидност, со тоа течење на мислата што прави да го погледнеме животот на еден поинаков начин. Да, многу автори, многу писатели, писателки ни помагаат да погледнеме на животот, на реалноста, на страдањето, на смртта, на раѓањето, на пријателството и како и да од нивна перспектива и преку нивните приказни, и тоа многу писатели го прават успешно. Меѓутоа Јун Фосе си го прави на свој начин, кој што е уникатен и кој што ќе треба да на некој начин да го прочитате, да го доживеете и да видите како ќе влијае на вас. Може да кажете, па ова не е мој стил, а може да кажете, ова не само што е мој стил, туку прави нешто длабоко во мене, ова дело едноставно прави да не знам, да ги погледнам другите или да го погледнам на животот на поинаков начин, да се сетам на моите блиски и така натаму. Така што на ниво на приказна не очекувајте ништо посебно кога го читате Фосе, не само тука и во другите негови романи, меѓутоа можеби да се погледне овој роман и неговото дело, можеби не само како приказна, не само како роман, туку можеби како уметничко дело, како еден и експеримент со јазикот, експеримент со раскажувањето, експеримент, буквално како едно уметничко дело кој што е повеќе димензионално и може да функционира на неколку повеќе димензии. Ова е утро и вечер. Значи, овој роман нема да ви одземе повеќе од, не знам, можеби од 2 часа во животот. Меѓутоа, моја топла препорака за овој роман. Пробајте да видите зошто Фосе ја доби Нобеловата награда, зашто сметале дека Јун Фосе е посебен писател. Ова прекрасно издание на Арт Конект ви го препорачувам. Немам што повеќе да кажам за ова, освен сакав со вас да споделам како го доживувам јас читањето и на овој роман и на делото на Фосе.